Добар ден. 19-годишно момче, возејќи нерегистриран автомобил, удри и тешко повреди двајца малолетници кои што седеле и чекале автобус на една станица. Покрај ова, викендов во Скопје се случија и други 40 на сообраќајни несреќи, во кои што се уште не знаеме колку имало жртви. Сите тие се дел од застрашувачките бројки во овој план на Македонија. Во последниве 3 години се регистрирани речиси 13.000 сообраќајни несреќи, во кои скоро 18 луѓе се повредени, а 444 лица го загубиле својот живот. Моментно не гледате вести, туку зебра, но сите овие новости изминатиот период станаа секојдневие. Затоа денеска ќе се обидеме да дадеме одговор на прашањето дали сообраќајната култура е клучниот фактор за ваквиот развој на станите. Секако во дискусијата е повеќе од добредојдено да се вклучите и сите вие преку Твитер и преку Фејсбук. Хаштагот е #ZebraMK. А ние во студиото имаме двајца гости, би ги најавила едниот како оптимист, а другиот како песимист. Тоа се добредојде за Росана Јанков од Автомотосојуз на Македонија и добредојде за професор доктор Стојмко Златановски од катедрата за безбедност на сообраќај при Техничкиот факултет во Бидола. Добредојдовте и двајцата. Прашање кое што би сакала и двајцата да ми одговорите. Сообраќајот во Македонија, особено во Скопје, е извор на големи нервози и фрустрации секојдневно на граѓаните. Многу е очигледно онаа слика како дури најсмирените луѓе и еден зен човек кој ќе седна зад воланот или на било кој друг начин ќе се вклучи во сообраќајот, веднаш станува нервозен, се случуваат многу ситуации немили, летаат пцовки на сите страни, луѓето се создава едно чувство на непријатност и нелагодност на сите. Претпоставам дека е тоа резултат и на ниското ниво на сообраќајна култура. На што се должи тоа? Професоре, зошто? Благодарам. Не би сакала да ве прашам дали нивото на култура е ниско, бидејќи тоа повеќе би звучело како реторичко прашање, туку си дозволувам да прејудицирам дека е ниско, па... Благодарам. Таквата состојба каква што ја опишавте е стварност, е реалност, но корените, производот тоа е поширок. Во основа Скопје стана со бројот на возилата одбоен град. Луѓето често пати знаат да кажат не ми се оди во Скопје поради таа ептен голема гужва. Дури тие станаа секојдневни, односно секој од утро до вечер. Веќе нема шпиц, веќе нема врвен час. Точно, кога возач човек ќе заглеви во таква гужва, тој станува нервозен и да има одредено ниво на сообраќајна култура, тој се вади од контакт и знае да направи инцидент, ексцес, да изреагира крајне не долично, да постапи онака како што никош не би постапил, бидејќи физички пресметки токму сме така виделе. има дофрлувања, шолитвие псовки, велигување во затворен сигнал, престигнување, обиколување со крајно ризични активности во сообраќајот. Росана, вие велите дека сте генерално оптимист кога станува збор за решение на проблемот, меѓутоа каде е причината на истиот? Воспитувањето и културата на живењето на личностите, значи го има во семејното живење, во социјалното живење, па и во сообраќајот. Врз основа на ова прашање што вие го поставивте, де факто, значи таа култура или некултура на луѓето е индивидуална. Јас не ги категоризирам на луѓето на културни и некултурни. Тоа е резултат на нивното лично однесување и степенот на нивното толерирање на нештата. Де факто, лично и јас и сите ние сме се нашле во ситуација каде што некој можеби ќе не извади од контекст во однос на одредена сообраќајно непочитување на некој на нешто што го прави во сообраќајот и нормално е да излезе револтата од нас и да не се препознаеме во тој момент како ние реагираме. Сметам дека тоа е индивидуално и дека тоа зависи од секој од нас и моето лично мислење е дека динамиката на ова современо живење во кое ние веќе почнавме и влегуваме, тоа го има секаде во сите светски метрополи, значи да не зборувам за Њујорк и подалеку. Значи секаде има гужва, тоа е нормално, значи таму има шпицови, во кој временски период луѓето одат на работа, се враќаат и така натаму, има голем број на возила и тоа е според мене значи нормално, не е некој посебен феномен кај нас што се случува, го очекувам бидејќи трендот е таков.
во светот и мислам дека тоа е повеќе индивидуално прашање и зависи од луѓето. И сега што е многу важно? Многу е важно да луѓето тие правила и прописи кои постојат во нашата држава и ги донесуваат некои релевантни институции, истите се применуваат. Доколку сите ние тргнеме од самите себе и ги почитуваме тие правила и прописи, јас верувам дека тие ситуации ќе се избегнат. Проблемот е во тоа што луѓето секаде некаде доцнат, секаде некој некого чека, секогаш се нешто се случува во 5 за 12 и јас тоа го сметам како незнаење на организирање на сопственото време, па потоа истото се организира и во собраќајот, па и секаде таму каде што одат. Велите дека и во другите светски метрополи има гужви, но може ли да го споредиме нивото на собраќајна култура кај нас со тие држави? Предпоставам дека фрустрирачки би било да се споредиме со една Виена или со еден Берлин и не знам. И таму ги има тие ситуации, верувај, затоа што сум видела, значи меѓутоа не може би на степен и на ниво како што е кај нас, но сепак ја кажам тоа индивидуално. Значи индивидуално е и треба луѓето да работат на самите себе. Значи степенот на праг на толеранција на нештите кај секој нас е различен и пак ја кажам, значи многу е индивидуално, многу е лично прашањето. Јас не ги генерализирам работите во животот за ништо, затоа што ако секој сам од себе почне да прави нешто како што треба и како што е правило, верувам дека нема да дојде до таа ситуација. Јас мислам дека луѓето секогаш го гледат оној полесниот начин да стигнат некаде и тука настануваат проблемите и тогаш сите истото го прават, значи еден ќе почне, сите ќе се надополнат и тоа веќе настанува проблем. Сега како ќе го решиме? Ќе го решиме ако секој поединечно тргне од самиот себе, мислам дека ќе може да даде некаков резултат. Барем нашето искуство кое ние до сега сме го правили во нашите проекти, кампањи професионално на работа, укажува дека полека таа свест кај луѓето се менува, верувајте, затоа што ние изминатиот период, бидејќи нели сега се актуелни социјалните медиуми во Македонија, интензивно, значи ако Кина е по број на жители во светот, Facebook така, значи е второ. Тоа укажува дека ние повеќе се обраќаме на луѓето во аспект да ги променат навиките, буквално овие навики, значи тие ги знаат прописите дека треба да имаат сигурносен појас, дека не треба да зборуваат на мобилен на телефон, дека жената кога оди на работа не треба да се шминка, да збори на телефон, да го гледа позади детето како е, што е, значи да биде динамична. Сметам дека сето тоа може да допринесе таа кампања ние што ја правиме на социјалните медиуми промени ги навиките, да ги потсети луѓето што тие прават и мислам дека голем дел од нив не се свесни затоа што секаде негде брзаат. И пак ја кажам дека според мене тоа е резултат на тоа современо време на живење и тој брз тек на животот кој ни го налага. Професоре, јас неколку примера наведов на почетокот и се добива впечаток последниот период дека има се повеќе несреќи, дека се повеќе имаме проблематични случаи во сообраќајот. Меѓутоа каква е фактичката ситуација, да речеме, ако споредиме со земјите во регионот и да речеме во западниот свет? Значи, дали сме навистина слични или какви се искуствата кај нив на ова поле? Јас би рекол дека ние треба да бидеме задоволни, затоа што тој број на последици загинати породници кај нас се стабилизира на околу 150 во задните 10-15 години. Значи не расне. А од друга страна пак употребата, користењето на возилото е во значено голем подем. Ние значи тоа многу го употребуваме, експлоатираме тоа возило, а последиците остануваат на исто ниво. Кажав да сме задоволни, но и кажам пак и не сме задоволни затоа што пак пример на Хрватска тој број на последици го намали за 100%. Тие пред 15 години има 1500 загинати, а сега има 750 загинати. Како им успеа тоа? Што направија? Им успеа со тоа што безбедноста на сообраќајот ја ставија на широка основа. Почна од најмали нозе, воведоа редовни предмети во основното образование, од предучилишно образование до завршување на средното училиште. Вложија многу во патната инфраструктура. Многу во опремата вложија. Редовни обуки, семинари, повикувања на разговори, казни, ригорзи, нема основа, нема како реалитет да спомнем случај кај што возаш може да некоја казна избегни за бушоти и слично да не ја плати. Значи тие се многу од тој поглед напред во однос нас затоа што ја сватија сериозноста на
безбедноста во сообраќајот. А како еден степен погоре, да речеме, во западноевропските земји? Еве, да речеме да тоа е некој идеал кон кој што би можеле ни да стремиме понатамо, на подолг рок. Како е кај нив ситуацијата? Видите, секаде има проблеми со безбедноста во сообраќајот, секаде има жртви, секаде се гине на големо. Но би рекол, пак тие, за разлика од нас, се на повисок степен поднос на безбедноста. Тие, например, во просек, според некои исследувања, возат 3 пати повеќе. Тие се изложени 3 пати повеќе на во сообраќајот на можен ризик. Ние поминуваме просечно, грубо речено, 5000 км годишно, а тие по 15 поминуваат просечно годишно. Значи, 43 пати повеќе изложени со приближно ист некаде степен. Ние сме околу средината според некои релативни показатели на безбедноста во сообраќајот. Значи, во средината, ама со 3 пати помало користење, тоест употреба на возилото, тоест изложување на опасност во сообраќајот. Кога македонските граѓани возат во странство, во други држави како Словенија, Германија, каде што има ригорозни казни, како што рековте, тие многу брзо се адаптираат на и ги почитуваат нивните правила, додека тука не се однесуваат примерно. Дали е тоа можеби индикатор дека решението е во една поригорозна казнена политика? Што мислите? Како гледате на казните? Дали можеби треба да бидат порестриктивни, Тоа е повисоки? точно. Човекот тој таков, како што е, вози овде, вози таму. Таму е максимално внимателен, пажлив, безбеден возач, овде е спротивно тоа. Зошто? Знае га таму тој казната мора да ја плати. Кај нас степенот на плаќање на казните е релативно се уште мал. Се бара и се наоѓа начин како тоа да не се плати. Таму нема шанса да не се плати казната. Максимална ставен акцент на тоа да не се избегне плаќањето на некоја казна. Тоа е основа. Во дел од западноевропските земји, освен тестови за нивото на алкохол, се прават и тестови за дрога. Што мислите за тој аспект за воведување на таков тип на тестови? Мислам дека треба да го има. Јас можам да кажам од таа образовна гледна точка, бидејќи нашата компанија директно е врзана со обука на кандидати за возачи, значи ние теоретскиот и практичниот дел на луѓето во Македонија го правиме за да ги научиме да бидат совесни, културни, да имаат висока сообраќајна култура кога ќе возат, од една страна, но од друга страна често пати во медиумите ние бевме доста критикувани кога станува збор за нашиот испитен центар, кога ние го испитувавме теоретското и практичното знаење на кандидатите. И сега јас тука малце ќе го оваа тема која ја наметнувам, Што се фокусираше критиката? Зашто конкретно ве критикува? Па не критикува затоа што сме биле многу ригорозни од аспект на тоа дека многу од кандидатите не го положуваат практичниот дел за да се стекнат со правото за возачка дозвола. И сега јас искрено кажано, кога ќе се јавуваат луѓето, пишуваат на нашите мејлови, имаме мрежа каде што може клиентите, корисниците на нашите услуги да се пожалат и да не пофалат, како што тоа го има секаде. Кога ги гледав забелешките во однос на ова прашање, првенствено толку убедителни беа и многу ме разочара фактот што родителите толку многу ги штитат своите деца и толку многу им веруваат, не сакам погрешно да бидам протолкувана во ова што го зборувам, но кога ќе ја видиме реалната состојба и зошто тој кандидат не го положил практичниот дел од испитот или теоретскиот, независно, родителот сваќа дека неговото дете не е во право, дека не ја кажува реалната состојба. Значи не може кандидат да помине на црвено светло и да положи. Значи тоа е недозволиво. Не може кандидат да направи некој прекршок кој е недозволив и да бара и да се жали дека паднал во испитниот центар и дека комисијата била многу строга. Што очекува? Не знам. Значи сето тоа што ние сме го создале токму од таа единствена причина да се намали бројот на жртвите, затоа што глобалната статистика и глобалните кампањи што се прават на глобално ниво, бидејќи нашата компанија и Автомото Туринг клуб, кој е член во меѓународната автомобилистичка федерација FIA, кој е престиж во нашето работење, ние сме членки од 93-та година тамо и ние се стремиме кон тој стандард за квалитет во нашето работење. Значи, декадата на акција, каде што FIA ја потегна во соработка со Обединети нации, започна 2011-2020 година, каде што клучната цел на оваа декада на акција е намалување на 5 милиони човечки животи и 50 милиони повреди на глобално ниво. Значи, состојбата не е така добра во целиот свет. Македонија припаѓа на таа портокалова зона, каде што се
Брисел, Чешка, Австрија, значи каква ни е состојбата според зоните кои ги карактеризира ФИА. Оно што јас би сакала да го кажам е дека ние се трудиме од нашата компанија, од нашиот автомототуринг клуб да излезат кандидати кои ќе ги научат сообраќајните правила, прописи и при тоа ќе ги применуваат. Значи тоа е нашата цел. Сега во контекст на вашето прашање сакам да ви кажам дека после великденските празници имаме недела против алкохолот. Ние, за да бидеме нели во чекор со современите трендови, со она што се случува во тие автомоторинг клубови со кои ние соработуваме, ние набавивме очила во кои имаме 4 вида очила, тоа се помаранџести, плави, црни, зелени и очила со каде што човекот кога е подесва на дрога, како гледа, кога ги ставив на очите, за да видам како делува кога си подесва на дрога. Што симулација на чувството, так, при различни степени на алкохолизам и дрога. И имаш повеќе, значи со промили, толку промили, волку промили и кога ги ставаш на очите, јас искрено кажано кога ги ставив црните научари, тоа беа научари каде што значи јас лично не можев да ја најдам масата, бев прилично до масата кога ги ставив, да ја допрам. Јас не знам како тој човек со толкаво количество на алкохол седнува и вози автомобил. Кога ги ставив очилата за дрога, подесва на дрога, јас гледав само некои црни точки и се ми беше заматано и од кога ги извадив почна да ми биде лошо, да се чувствувам непријатно, иако тоа е стимулација, значи не е реална состојба. Јас искрено сметам дека тоа навистина треба да се направи и мислам дека сите тие индикатори, сите тие хемиски супстанции, алкохол, дрога, лесни други така натаму, затоа не сакам да дискутирам дали треба или не треба, тоа треба да се подразбира. Така да сметам дека ние со овој проект сега што го правиме, значи јас ви откривам некои од нашите активности кои сега ќе следат, ние тоа ќе го правиме во соработка со државните институции, затоа што знаете дека во ФИА, Меѓународна автомобилистичка федерација, значи сите кампањи што се организираат таму мора да бидат поддржани од државата, односно државните институции и од јавните личности. Декадата на акција беше поддржана од градоначалникот на Њујорк, многу јавни личности од целиот свет, од Европа и од Америка. И ние гледаме тоа да го правиме и да го имплементираме колку што можеме во Македонија. Таквите акции кога се обидуваат да го мобилизирате јавното мислење, да подигнете свеста. Досега сте организирали повеќе пати. Да, јас сум многу задоволна затоа што ние во 2008 година кога јас се вработив во Автомотосојуз на Македонија, бев прилично изненадена од фактот дека во Македонија многу ретко се користеше бебешко седиште во автомобил. Еве сега јас мајка и нормално тоа повеќе ме интересира и фокусот го ставив на тоа. Во тој период ретко можев да забележам детско седиште во автомобил. И ние тогаш соработувавме со австрискиот клуб ОМТЦ и добивме донација на бебешки седишта. Направивме акција, бесплатно доделување на нашите граѓани со цел да помогнеме хумано и да го постигнеме тој социјален елемент кај населението, да ги дадеме детскиве седишта со цел да почнеме да ја развиваме таа свест. Искрено бев многу скептична затоа што кога ќе се движев на улица, на паркинг, никогаш не можев да видам. А иако гледав мајки со колички, со деци и така натаму, кога ја направивме акцијата 2008 година, сега сме 2014 година, пред 2 години доаѓаа луѓе кај нас во нашата компанија да ни бараат налепници бебе во автомобил, бидејќи голем дел од луѓето ќе одат во соседните земји, па кога ќе купат детско седиште ќе земат таа на англиски така натаму, и ние добивме мотив први во Македонија да направиме бебе во автомобил налепница на македонски јазик. Јас сум изненадена колку луѓето што имаат деца во автомобил ја имаат таа налепница и гледам дека таа свест кај граѓаните веќе проработува. Да, и веќе кога ќе излезете вие на улица, не можам да кажам дека 100% ние ја променевме културата и дека сите што имаат деца имаат и бебе во автомобил. Имаше случаи кога мајка го држи детето во скут на задно седиште, мислејќи дека ќе стигне за многу кратко и дека е дестинацијата каде што одат блиску и дека нема потреба да го врзува или детето плаче, не е навикнат и така натаму. Меѓутоа реално гледам дека во контекст на ова прашање и на оваа анализа која ние ја правевме, дека навистина работите се променети на подобро. Вие го спомнавте образованието. Професоре, како гледате од ваше искуство последниве 20 години, какви се критериумите за тоа кој добива возачка дозвола, како добива, значи дали се да речеме станати построги или се многу поолабавени во тој поглед?
Значи Тоа е збориме за релативно. полагање за автошколи, за Тоа е релативно и во давнешните времиња пред 15-20 години имаше проблем со полагањата, се паѓаше многу, беа комисиите ригорозни, беа составени претежно од 20 члена од МВР и еден од Центарот за обука, и тогаш се жалеа, така и сега има проблеми, но јас би кажал малку поинаку. Зошто ние да не почнеме да размислуваме вака? Секој наш завршен средношколец да не добие водачка дозвола. Оди тоа после оправа тие наврат на нос на брзина, па некој имал пари, некој немал пари, па точно на пари ќе вози и возат на црно на диво без дозвола. Тоа е составен дел на животот, неминовно след денеска возењето. Полека си почнеме ние со едно образование од прво одделение и така натаму, и со завршување на средно училиште, тој кој што ќе плати минимална сума на пари за тие 30 часа возење да се стекне со дозвола. Значи да биде дел од образовниот систем, да се вклучи. Тие Така? 10-12 години. Тоаш многу повеќе ќе научи, ќе има време, часови, редовни часови предавања, ќе учи, ќе добие оценка за тоа и ќе се подигне значително на поиско ниво сообраќајната култура кај тие млади учесници во сообраќајот. Може ли да се направи нешто да се влијае на децата од аспект на вашето здружение, значи да се влијае директно на нивната свест? Ја спомнавте вашата ќерка како таа реагира во сообраќајниот. Апсолутно. Значи, ние неодамна имавме една трибина, значи 2 години поред ја организираме таа трибина, се вели жената во сообраќајот. Оваа година беше апострофа, значи со поголема сообраќајна култура на мајките до поголема безбедност на децата. Не случајно ја создадовме оваа тема и оваа трибина, затоа што сметаме дека мајката е таа првата која е пример за своето дете. Затоа што мајката го зема детето, го става во дали ќе го стави или нема да го стави во соодветно седиште, па влегува во кола, го носи детето во градинка, во училиште, оди на работа. Значи поголем дел од обврските во нашата Македонија и менталитетот припаѓаат на мајката, да бидеме реални, секој исклучок на татковците ако го прават тоа. И мојата забелешка е дека кога јас возам и кога од бебе и од малечка ставам ќерка ми во седиште, таа веќе ако не седне во седиште, тоа е за неја веќе проблем. Ако и кажам, кога патуваме и ги кажуваме сообраќајните знаци, таа има 4,5 години, таа веќе самата, кога ќе застанам на знак, а има забрането паркирање, мамо ми вели ти не смееш тука да стоиш. Кога ќе видам на вистина има знак и ќе ја испочитувам и нели ќе ја поместам колата и ќе одам таму кај што треба. Кога ти треба да поминеме пешачки премин, нели динамика, сакаш побрзо да стигнеш, па може и малку понастрана. Таа ќе ме фати за рака, не сме на пешачки, може да одиме кај што има зебра. Значи, ако еве јас зборувам за моето дете, јас како мајка, ако ми секојдневно му зборувам дома како треба, значи верувајте дека тие деца на таа мала возраст ги опиваат работите како сунгер и потоа имаш конкретен резултат на дело. И ако ти направиш нешто спротивно, односно си контрадикторен во она што го зборуваш и што го правиш, децата веднаш реагираат. Тука треба ние како родители да си ја признаеме грешката, да се извиниме дека тоа не е така и дека треба да го направиме како што треба. Тука мислам дека во таа комуникација родител-дете, ако имаме правилен однос, мислам дека работите ќе се подобрат. Тука си образовните институции, еве сега ние со средните училишта сакаме да ја направиме оваа кампања, оваа акција каде што на учениците ќе им покажеме да видат дали треба да ги управуваат моторните возила кога се подейства на алкохол, дрога и слично, да видат каква е таа состојба со овие пијани ночери. Значи гледаме да опфатиме различни целни групи. Еве сега имавме во недела на пешаци. Минатата година ја започнавме таа недела, оваа година во соработка со релевантните институции кај нас ја организиравме повторно и ние со нашиот тим, значи тимот двама само кој работи на креирање на кампањи, размислуваше што да направиме оваа година и ние сакавме буквално да добиеме пораки од граѓаните, да видиме како, да не кажам анкета, како нека истражување, че да видиме што тие мислат како пешаци. Значи, нашата Скопје пешачи за беше насловот кој ние го создадовме и имаше многу пешачам за здраво тело, здрав дух,
кажува луѓето дека многу им пречи што не ги паркираат возилата на тротоарите, па не може соодветно да поминат. Мајките со деца се жалат дека со количката е многу тешко да се поминат, значи секој си ги кажува своите проблеми. Не ги пропуштаат, мора века да ставам количката за да го поминам пешачкиот и така натаму. Секој со своите проблеми и секојдневни искусства и сега ние сакавме со тој збир на пораки кои ги направивме од случајните минувачи да направиме преку социјалните медиуми, бидејќи знаеме дека поголем дел од нашето население е присутно и е дел од Facebook, да влијаеме на тој начин за да се променат тие навики. Во последно време има се повеќе автомобили, тоа е особено очигледно и во Скопје, нели, поради дозволата да се купуваат постари возила. Еве вие од стручен аспект како сообраќајен инженер, како сето тоа влијае врз однесувањето на луѓето? Значи ги спомнавме некои психолошки и карактерни особини кои што тоа да до израз, меѓутоа од практичен аспект како влијае таа се поголема бројка на автомобили? Точно тоа дека ние задните години со либерализација на увозот на тие така наречени половни возила, значајно го зголемиле степенот на моторизација на возилата кај нас, но јас би рекол дека тие возила не се во права смисла на зборот половни. Нашите домашни возила, заставините, ладите, се значително по-лоши, по-половни отколку тие увезени возила. Ние мора да се помириме со таа судбина дека доаѓа време кога една фамилија ќе има не едно, туку и по неколку возила. Ние мора да обезбедиме поволни услови за користење на тие возила. Мора да осигураме пристап во градовите на некој начин да се снајдеме, бидејќи кон тоа се движиме, одиме. Еве Скопје, пак ќе напоменам. Мора ли секој да оди баш со своето возило во центарот на градот? Да обезбедиме на сите пристапни влезови во Скопје бесплатен, безбеден, сигурен, чуван паркинг. А од тука пак јавен градски сообраќај да вози за формална символична цена. Гледам возилата по еден, двајца патници, редовно по еден патник се вози, освен водачот да и скоро нема друг патник. Зошто? А јавен градски сообраќај набавивме 300 автобуси, конкретно за Скопје, тие вртат претежно празни, да кажем празни, а возилата не се поминува од нив во Скопје. Без спомнати и пешаците, велосипедите исто така, особено да речеме западноевропските земји, тоа е тренд и во поразвиените градови, се повеќе се користи тој тип на транспорт, нели најевтин е најпрактичен и од друга страна луѓето сакаат се поздрав живот да водат. Меѓутоа кај нас се добива впечаток дека тој тип на сообраќај има подредена улога. Значи, како е вашето искуство? Зашто луѓето така го перцепираат и пешачењето и велосипедите во споредба со тоа кога ќе влезете во автомобил? Па не мислам дека треба да ги категоризираме или да ги ставаме во се добива таков впечаток кога возите се чувствувате постојано под закана, нели, ако сте во велосипед, меѓутоа во автомобил е сосема друга ситуацијата. Па реални да бидеме, тоа е така, меѓутоа мислам дека не треба да биде така, затоа што сите учесници во сообраќај, значи ние кога излегуваме од дома сме пешак, за да влезеш ти во кола си пешак. Значи мора да ги разграничиме тие работи самите со себе, дека значи некој мора да биде пешак, некој мора да вози автомобил, некој мора да вози велосипед, некој да биде моторциклист. Ако вие ги гледате истражувањата и податоците говорат дека моторциклистите се најголем број од жртвите во сообраќајот. Значи не е само за пешаците, него состојбата и кај нив не е добра. Значи тоа е резултат на тоа што учесниците со сообраќај, затоа што се многу побројни, веројатно се чувствуваат привилегирани и комотни да мислат дека тие царуваат на патиштата. Јас мислам дека велосипедите треба да се ги користат велосипедските патики, пешаците пешачките патики, автомобил има велосипедски патики, во голема мера и нема. Така, кај нас тоа се уште не беше толку многу развиено. Мислам дека последниве неколку години стана тренд, а и реални да бидеме, јас искрено не сум видела дека некој на работа оди со велосипед. Со секоја чест на тие исклучици што го прават тоа, за разлика Холандија, Германија, значи таму луѓето и не возат автомобили, прво од економска гледна точка, а потоа да не зборувам за еколошка гледна точка, затоа што кампањата што во ФИА ја правеа, која се велеше Make us Green, односно да ги направиме автомобилите зелени, кога ја разгледувавме таа кампања, јас бев фрапирана како луѓето во европските земји гледаат на зачувување на животната средина.
Ние, многу добро кажа професорот, значи ние буквално, ако живееш во центар и до трговски центар, ако треба да отидеш од другиот крај, што пешки можеш многу побрзо да стигнеш, отколку да запалиш кола, да ја паркираш колата, значи ке време ги изгубиш, значи во тие да, додека стигнеш, отколку да стигнеш. Не знам зошто тоа така го прават луѓето. Искрено мислам дека кај нас се навикнати се на таков начин и мислам дека им треба време за да се одвикнат од тие работи. Јас не гледам нешто подобро ако можеш да пешачиш. Прво е пешачењето здраво, во здраво тело или здрав дух. Второ, многу е подобро, поздраво и не создава толков голем метеж. Тие што не може да си дозволат, ако се една подолги дестинација, убаво кажа професорот, може да го користат јавниот превоз. Јас не знам зошто треба да представува проблем или фрустрација на некој ако се вози со автобус. Апсолутно, или во метро, например, во европските земји, значи луѓето си земаат книга, си читат или си слушаат музика во автобус и нема проблем. Имам коментар на ова. Мислам дека луѓето, човекот седнува во колата затоа што знае дека до тоа негово одредично место сигурно нема да најде на квалитетен пат за него. Наведете ми случај каде што имаме патека за велосипедисти исправна, прифатлива, каде што нема да имате паркирано возило, каде што нема да имате рампа со ивичник, со равник од 20 см 15, па да може да слезете и така натаму. Значи тие устои кај нас се наставно фалат, ги нема. Јас тоа велам сообраќајна култура во поширока смисла на зборот, значи првата е во потесна кај обичните учесници во сообраќајот, втората е од страна на институциите. Треба тие да се заложат, зафатат, да се ослободат до максимум тие патеки за велосипедисти и за пешаци. Да нема тука ништо, ни истакната стока за продажба, ни летната тераса проширена на сметка на тие две патеки, ни оставено возило, ни шахта, ни дрво, ни локва со вода, ништо друго ни слично. Кај не се не пише на правило на тротоарот да има се. Се согласувам, многу сте во право. Добро, мислам дека имаме многу за дискутирање и само начнавме еден дел од темата. Тоа и ни беше целта да отвориме дискусијата. Можете и вие да коментирате на нашиот Facebook профил и на Twitter користејќи го хаштагот #ZebraMK и да не гледате на Алфа. Се гледаме следната недела.